Најголемо разочарување граѓаните гледаат во не мањето волја за справување со економските предизвици, финансиските проблеми кои што ги имаат и кои што им се појавуваат, неисполнетите ветувања за кои што веќе зборувавме, станува збор за таков пат кој што исто така е забележителен и кај нивните коалициски партнери. Видовме изминативе месец и пол како се случува малтене еден предизборен инженеринг, кој што потсетува многу на она што ДПМН го правеше во можеби најтемните епизоди на режимот на Груевски, а тоа беше масовна партизација и корупција на институциите, полнење на институциите со партиски кадри, што е скандал од невиден вид, и од таму, имајќи го предвид тој партиски или предизборен инженеринг кој што го направија, мораме сите одговорни граѓани да дадеме соодветен одговор на тоа, да постапиме рационално и своите гласови да ги употребиме и искористиме и рационално и разумно и се разбира во насока на она што би значело силен отпор кон ваквите девијантни, криминогени, скандалозни, па дури автократски тенденции кои што ги покажува Мицкоски и ДПМН. Тоа е најлесен и најбезбеден начин да го спречиме понатамошното вакво лошо однесување и терање на државата практично во амбис.